Нидела, добро вечер, драги луѓе. Ви велам топло добре дојде од местото каде што градот позади нас, ако може добро да забележите, свети. Тука кај нас гостите светат од убавина, а светиме и ние. Не случајно, туку затоа што се наоѓаме во бисерот на Македонија или поинаку кажано магичниот Охрид. Тука кажуваат дека забавата има адреса, а таа адреса се вика Egoist Beach Bar. Се наоѓаме секако на руфтопот на Хотел Парк, кој што има прекрасен поглед. Сега во моментот не може тоа да се забележи, но какво заедисонце има. Велат дека на убави места доаѓаат убави луѓе, а токму таква е нашата денешна гостинка, која што јас верувам дека ќе ве плени со шарм, убавина, искреност, спонтаност. Ве молам еден огромен аплауз за Барбара Бобак. Дали ми ја разбра најавата, најпрво сакам да те прашам? Разбирала сам најаву донекле и чула сам да си рекла да е леп поглед sa хотела, али мислим да е поглед на нас три многу лепши. Па така е, браво, секоја чест. А тоа што го кажав, пример, убава, спонтана, искрена, некогаш дрска, тоа точно е? Па да, на свакакве начине ме описуju, али мислим da je to i poenta nekako, da ne budemo dosadni, da ne budemo onako, što se kaže, blend, nego da imamo više slojeva ovako kao ličnosti, tako da zavisi kako za koga, za neke sam najdivnija na svetu, za neke sam Кој како се заслужил? Tako je. Па нормално. Официјално да ти посакам топло добре дојде во нашето отворено студио. Ни доаѓаш се почесто во Македонија. Ајде да те прашам како се чувствуваш на наша територија? Како се осеќаш на наша територија? Hvala ti puno. Ja mnogo volim da dođem ovde, mnogo volim da pevam ovde. Nažalost, nisam imala sem svirki, nisam imala prilike nikada da dođem, da provedem neko vreme ovde i prvi put sam zapravo, u stvari ne, drugi put sam na Ohridu, prvi put sam bila, zima je bila pa nisam uspela da vidim sve, ali danas smo se i vozili katamaranom i jako je lepo i mnogo volim energiju ovde, volim jako hranu, sve volim to domaće da jedem, baše, tavčana, gravče i sve te salate, maligđano i sve moguće što ima, tako da baš volim Makedoniju. Сега ова што ми го кажа, се возевме на катамаран, сватив зошто не можеше да дојдеш порано на снимање. Ама добра, ајде, простено е во секој случај. Кажи ми, македонските момци ти се допаѓаат ли? Vidi, lepi su. Imate stvarno lepe momke, ali bar ja što sam uspela da vidim, dosta ih ima onako nižih rastom. Da li je to zbog sunca, zato što imate mnogo više sunca nego mi, pa onda ljudi, jer uglavnom ljudi koji žive na sunčanim mestima su niži rastom. Stvarno? Da, tako da ne znam, ali ja nisam zagledala, ja obično dođem, kažem ti da radim i ne tražim sebi momka, ali da, imate jako lepe momke, samo većinom niski, baš što sam ja uspela da vidim. За неколку години замисли да ни дојде Барбара, македонска сна, и тоа за низок момак, како што би рекла ти. Па не би ме чудило, Да си најдеш тоа што тебе ти одговара, тоа што тебе ти лежи на срце, дали ќе биде висок, низок, тоа си оставаме на времето. Како е, така е. Кажи ми вака сега, заради тоа што заради сонцето сега во моментот не го гледаме, но пример сакам да те прашам, што сакаш повеќе? Зајди сонце или изгреј сонце? Што повеќе гледаш? Pa mnogo češće gledam izlazak sunca, iskreno, nego zalazak. Mnogo više volim zalazak, zato što kada imam priliku da gledam zalazak sunca, znači da sam na odmoru. Jer ovako inače nikad ne uspevam da ga vidim. А изгреј сонце гледаш кога си одиш од настап или си многу ранобудна, стануваш наутро? Pa kada sam kod kuće zapravo ustajem, ne u izlazak sunca, ali ustajem rano, ali mnogo radim, pogotovo sada preko leta i onda uglavnom se to radi do ranih jutarnjih časova, pa onda više vidim izlazaka sunca. Барбара, за себе имаш кажано дека си асоцијална. Јас можам комплетно да кажам дека тоа не е така, барем од ова што го гледам. Сега, зошто пример мислиш дека си асоцијална? Те плаши галама, те плашат многу луѓе. Што е оно што примерете? Da, plaša me velike koncentracije ljudi i gužve. Ja asocijalna sam u smislu da ne puštam ljude u život da me upoznaju na nekom Како што си? Onom dubljem nivou, istinski da, nego baš jako malo ljudi imam u svom uskom krugu, da tako kažem. U tom smislu sam asocijalna. Ja mogu sa svakim i da porazgovaram i
bilo šta, ali to da nekoga pustim u uži krug u tom smislu. Така, те разбрав сега. Ne volim da se dajem i da se otvaram ljudima koje ne poznajem, kojima ne verujem. И не треба, тоа е нормално. Сега вака, јас имам прочитано неколку работи кои што верувам дека не те познаваат, затоа така кажале. Многу има тврдења дека како си почнала со пеење, некако си се вивнала во облаци. Па сега би те прашала дали се чувствуваш за мегазвезда. Види, ама изгледаш за мегазвезда. Јас ќе те замолам да станеш, сакам луѓето да го видат твојот аутфит вечерашен. Видете го овој аутфит. Дали може едно вака вртење да ни направиш? Чешка, баш како нашата емисија Hot Stars, секоја чест девојче. Прекрасно изгледаш. Hvala ti puno takođe. Pa da li, ne, ja samo ne dam na sebe i nekako o nekim temama koje u meni izazivaju neku emociju, pričam možda malo ostrašćenije, pa to onda možda ljudima deluje kao da sam ja isfrustrirana i besna i da ja nosim param nebo. Ja živim jedan totalno obični život van svega ovoga i u svom selu i uopšte ne, mislim, ja bi izgubila sve prijatelje koje imam da sam se na bilo koji način uzvezdila, ali meni su, ja sam okružena ljudima s kojima sam okružena već zadnjih 15 godina, tako da verujem da bi mi oni nešto zamerili i rekli. Ете, одговорот на сите што се прашувавте, тоа е, јас можам да кажам дека дефинитивно не е летната во облаци, затоа што си дојде по јадранки, си се пресоблече во штикли, си беше толку нормална насмеана, си се поздрави така што и јас ги демантирам сите тие работи што биле некогаш кажани. Но ова е кажано сега веќе од тебе. Не сум патриархална жена и не ми смета ако некој мисли дека сакам жени. Ја те прашувам, на вистина сакаш жени? Okej, da li sam, da. Trenutno ne, ali ja sam jako čudna osoba, nikad ne znaš šta može da se desi, mislim, znaš, vidiš da postoji sada milijardu polova, svašta nešto, tako da možda ja i završim sa nekim na kraju niskim muškarcem iz Makedonije koji se pretvorio u ženu. Не. Што е ред флек за тебе во врска? Што е оно што ти вели стоп, не оди понатаму затоа што нема поента? Ajoj, pa toga ima toliko puno, ali ajde da kažemo... Триете така што се по... Ako pljuje svoju bivšu partnerku, pošto obično čim muškarac kaže ja, moja bivša devojka je bila psiho, onda ljubomora u bilo kakvom obliku ili posesivnost u smislu i pokušavanje kontrolisanja u smislu pa mora baš tako kratka suknja ili mora, znaš, to je odmah isto jedan X. I šta bi bilo, ajde treće, gledam da nešto izvučem, a da ne uvredim puno ljudi. Па не е тоа да ги навредиш, тоа е вистината, и тоа така треба, мислам, секој да функционира според мене. Ako nema zdrav odnos sa svojom porodicom, u suštini, na bilo koji način, i na jednu i na drugu stranu, kao normalan odnos, ako nema sa majkom ili sa ocem, to je često jako red flag. Па точно нормално, доколку нема добар однос со фамилијата, што би очекувале да има примери во фамилијарен живот? Реално е така. Мислам, тоа се само многу реални работи сите кои што ги кажа. Имаш исто така објавено дека слабите мажи ги прават жените да бидат силни. Сега тука сакам да те прашам, пример, ти би дозволила ли на некој маж кој што ќе е посилен од тебе да има авторитет, затоа што жената кога е јака самата по себе си е авторитет. И не е така лесно да некој има друг што ќе маневрира како и што да се прави, каде да се оди или слично. И тука е ова некоја... Ako sam te razumela, znači da li bi ja dozvolila nekom da ima autoritet nadamnom, jel? Iako ga ja imam. Pa, ajde, može i така да биде, да. Pa vidi, ja smatram sebe alfom i omegom u svom životu, jer sam to prosto ja sam takva i to nema veze ni sa mojom karijerom, ja sam takva ceo život, ja znam šta hoću i šta neću, ali ne mogu ni ja da budem autoritet baš u svemu. Meni treba partner, meni treba neko da me dopunjava i neko ko je water to my fire, znaš, tako da, jer sam ja jako i eksplozivne naravi, jako sam, puno stresa ja imam na sebi, vodim računa o jako puno ljudi i meni prosto treba neko s
s kim ja ne moram ništa, ko može da misli o tim svim nekim drugim stvarima, a ko neće pokušavati na silu da mi nametne neki autoritet, bez pokrića i bez potrebe. Jer ja prva nisam neko ko nameće autoritet. Ja sam samo u fazonu kao leave me alone, ja ću tebe, znaš kao volim te, verujem ti, voli ti mene, veruj ti meni i to je to. Ništa meni nešto preterano. Само за доверба, пример, треба време, треба на вистина да бидеш искрен, за да имаш доверба во некој. Pa ja krećem od sebe, ja sam u startu iskrena i onda ja očekujem da neko i prema meni odme iskren i kao to je to, ako smo zajedno, mislim nema šta, ja nemam ni živce, ni vreme za nikakve igrice. А денес знаеш колку се малку луѓето кои што се искрени и колку што не играат игрици, вака баш како што ги кажа. Многу мал процент на општо луѓе. Добро, да те прашам ајде уште едно прашање веќе кога отворив тема врски, каква си ти во врска? Ајде сега да не зборуваме само за мажите. Ти каква си во врска? Што е она пример што го правиш партнерот да се чувствува убаво? Слушнав дека не сакаш да стануваш во 3 за да донесеш ти нешто. Но ете пример, што би направила ти за тој да се чувствува убаво? Ja sam neko ko je u stanju da napravi apsolutni hedonizam svom partneru, ja znam da kuvam svašta lepo, baš sam umetnik sam u kuhinji ali ako ja kuvam, on pere sudove. Znači ima kompromis. Tako je. Prosto znam, nije mi problem da nekoga lupam sada, mislim, ovo su neki sada banalni primjer, meni nije problem da nekoga češkam 2 sata po leđima, razumeš, tako te neke stvari. Ja stvarno nemam problem da udovoljim nekome koga volim uopšte, ali da idem sama u 3 ujutru negde, ne pada mi na pamet. Dobro, gotovo, dovoljno mi odgovori. 2 časa češkanja, mislim, секоја чест. Ете, луѓето и високи и ниски може тука да се побарат, има добра девојка, така што... Чешка и знае да кува. Чешка и знае да готви, што сакате. Ке ви направи, знаеш да правиш полнети пиперки? Како? Не знаеш што се полнети пиперки. Ја... Тоа е македонско, мислам, не знам дали е македонско традиционално јадење, ама веројатно е. Полнети паприка, да. Знам. Знаеш? Знам и то, знам и сарму, знам sve da... Браво, Барбара, браво, не го очекував ovo od tebe. Ne znam ražanj da spremam jedino. To mi je onako muški posao. Ražanj, prase, jagnje, So jabolka, Da, to ne umem. Sve ostalo vezano za rernu i za šporet i za lonac, to sve znam. Кажи ми вака, твојот поранешен партнер цело време те прашуваат, не знам како излегува, ама сега има навистина една интересна работа која што повторно се разведе. Јас, Дарко Лазич, навистина не знам ни колку пати е оженет, разведен, верен, оженет, разведен, верен. Може би тој има најмногу бракови, најмногу како се кажува тоа, веренички прстени купено во животот. Некогаш би се вратила ли на стара љубов или врата која што ја затвораш, не ја отвораш повеќе? Nikad se ne vraćam starim ljubavima. Nikad se nisam vraćala. Tako da, mislim da, znaš, jer meni, kako sam završavala sve svoje veze, ja kada shvatim da je neko loš čovek ili da jednostavno je to nešto osuđeno na propast, ja ću da budem tu i dalje do momenta dok mi se ta osoba toliko ne smuči da ne želim više da je vidim. I onda prosto nikad više se nisam, nijednom bivšem se nikada nisam vratila u životu. Zato što... Bivši, čao. Da, pa da, zato što gledam, znaš, stanem i kao ajde da vidim koliko možeš sad da me povrediš i koliko ja mogu da toga pojedem, da mi se smučiš i da te više ne želim da te vidim. Jer, znaš, ne volim to, nikad nisam ni razumela te parove koji budu zajedno pa raskidaju pa opet u krug. Ne, ja ne raskidam nikad. Ako sam raskinula, ja sam raskinula i to je to. Мислам дека и тоа е најправилно и најздраво според мене, затоа што кога нешто кршиш па лепиш, еве ова круната скршена ја залепивме, пак се скрши. Па да, јас. И тоа е нормално дека ќе се скрши. Тоа е така како што е. Како и да е, доста е за љубов, имаш нови песни, нови албуми. Хало, хало ми е многу певлива, рефренот особено. Знам да си го пуштам дома, да си го изслушам. Имам уште една омилена песна твоја, која ќе оставам за Емче, за некое време ќе ја кажеме. Но те слушнав некаде каде што пееш една песна Успомена. Добро. Дали може да ми ја отпееш таа? Сваке ночи... Може, ајде, колко треба? Па само рефренот. Svake noći sanjam tvoje oči, sve se nadam da ćeš opet doći,
Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene, da ne mislim na nas. Jako mi je čudno da pevam na sivo. Браво! Но тишини, Добра ја. капела, имаме секогаш гитара, но сега во овие летни денови не е изводливо да се носи гитарист Не, разумем, или пијано разумем. или било што. А во Разумем. студио кога ќе ни дојдеш, тогаш имаме се така што ќе си се опуштиме. Тука имаме едно прашање напишано многу смешно. Ако не беше пеачка, ќе беше програмерка. Програмирање имаш завршено? Немам завршено, имам завршено 2 години. Па добро, да, доста то е. ко да е завршено? Сакам да те прашам, кој код ти е поблиску?